Започнуваме уште едно издание на регионалните вести. Зонското паркирање се уште не се спроведува, иако општината најави нејзино спроведување уште во месец јуни. Сообраќајните експерти велат дека зонското паркирање е неопходно во овој период од годината кога во градот се дојдени печалбарите. Сообраќајот во Тетово е во целосен застој. Општинските власти покрај неколкуте ветувања се уште не го спроведува зонското паркирање, кој треба да го ублажи сообраќајниот хаос. Автомобилите поради недостиг од паркинг места се паркираат во неколку ленти по булеварите, на пешачки премини, а во централното градско подрачје протокот на возила е целосно блокиран. Дел од граѓаните се жалат дека во Тетово нема никакви услови за возење, па мораат да одат пеш. Хаос, жив хаос. Ова, значи, што да речем, ова ненормално. И посебно сега кога доаѓаат туристите и се знае веќе да не може да дишаме, камоли да возиме. Ништо од тоа зонско паркирање. Забешто најавија нити зонско паркирање, нити паркинг места има. Зграде се дигаат на све страни, паркинг места не се обезбедува, гаража и уопште. Автомобил сум користил, остаја ми е срам, многу возила има и не возим кола. Тетовци не може да ги користат ниту велосипедите. Единствената патека за ова превозно средство исто така узурпирано од автомобили. Велосипедската патека се направи во градот, ама нема ништо, мислиме, све се паркираат погрешно. Возилата дури доаѓаат на тротоарот. Сообраќајните експерти велат дека зонското паркирање е неопходно во овој период од годината кога во градот се дојдени печалбарите, но за целосно решавање на проблемот потребно е да се изградат повеќе булевари и обиколници за влез и излез од Тетово. Ова работа е повеќето работа на овие планерите општински и изготвување на документацијата и барањето до владата за да се оваа комуникација возможи. Мислам дека на оваа тема никој не работи во општина Тетово, затоа што не е ни екипирана, ни комплетирана за да можат луѓето на ваков начин да размислат што се случува со градот. Од општина Тетово повторно ветуваат дека наскоро ќе се спроведе зонското паркирање. Тврдат дека се работи на софтверот за наплата, а инфраструктурните зафати околу овој проект се при крај. Дел од идејните проекти се обиколниците, кои општината би ги реализирала со помош на централната власт. Расте бројот на дечиња кои се згрижуваат во градинка. Социјализацијата, дружењето со врсниците и солидна подготвеност за на училиште се само дел од придобивките, посочуваат од градинката Младост во Тетово. Од година в година расте бројот на деца кои се згрижуваат во градинка. Родителите стануваат свесни за придобивките кои ги имаат децата кои посетуваат градинка. Социјализацијата, дружењето со врсници и солидна подготвеност за на училиште се само дел од придобивките, посочуваат од градинката Младост во Тетово. Значи со започнување на проектот за ран детски развој, тоа во 2009 година, со одржување на семинари и обуки со родителите, разговори со нив, значи видно се накачи бројот, што можеме да речеме дека родителите сватија дека на децата им е местото во градинка, а не дома. Да бидат заедно со другарчињата, да си играат, да им можат да се социјализираат. Значи придобивките од самата градинка се огромни, гледајќи на тоа дека друго е децата кои играат заедно и кога и учат заедно, а друго е кога и са дома со постари лица или со родители. Значи не може да ја постигнат тој успех кој би требал да го имаат кога и поаѓаат во училиште. Тоа исто е докажано, значи и во зборење, во разговори со директорите од училиштата, и они го потврдиле дека децата кои поаѓале во градинка са многу поспремни во училиште. Еден ден во градинка е исполнет со низа активности кои се од полза за развојот на секое дете. Градинките почнуваат со работа од 6:30 часот од утро. Значи приемот се врши до 8 часот, 8:30. Каде што децата се припремаат и ги носиме на јадење, значи добиваат доручек. Во 10 часот се консумира овошје како маринда. Во 12 часот се припрема, за тоа време се припрема главниот оброк, им се дава на децата во вид на главно јело и салата, супа, значи све
по нормативите кои ни се одредени од нутриционисти. Додека во 10 часот, во меѓувреме, после земање на марендата, се одржува часот со воспитувачот, каде што децата од 3 години во секоја група, различно од возраста, им се одржува час. Интересот е голем кај децата, можем тоа да го кажем и како поранешен воспитувач. Значи, децата тука едва и чекаат да започне часот и мислим дека се активни за време на часот, без оглед дека се помали. Постојат неколку опции за згрижување на децата во градинка, но родителите најчесто се заинтересирани за целодневниот престој. Во градинката имаме престој полудневен и целодневен престој, кој углавном тој престој го бараат родителите. И самите го заокружуваат во договорот и барат да биде така по нивното барање, да се згрижи детето. Децата се згрижуваат со полудневен престој од 4 до 6 часа, додека од 8 до 10 часа со целодневен престој. Учебната 2014-2015 година тетовските градинки младости ја завршија со 720 згрижени деца. Во последните неколку години се повеќе опаѓа бројот на склучени бракови на подрачјето на Гостивар. Лани се формирале 671 нова брачна заедница, што е за 50 помалку од претходната година. Формирањето брачна заедница не е приоритет на младите гостиварци. Во последните неколку години се повеќе опаѓа бројот на склучени бракови на подрачјето на Гостивар. За разлика од порано, паровите потешко се решаваат да ја озаконат врската и да формираат семејство. Трендот на намалување на нови брачни заедници го потврдуваат официјалните податоци. Според Државниот завод за статистика, минатата година биле склучени 671 брак, што е за 50 помалку од претходната година. Ваквите тенденции започнале од 2010 и траат до денес. Дел од оние кои лани одлучиле да запливаат во брачните води, зад себе веќе имале по 1 или 2 пропаднати бракови. Податоците зборуваат дека 46 гостиварки биле невести по втор пат, додека на 10 младоженци ланскиот им бил трет брак поред. Анализирано по месеци, најмногу бракови се склучени во август, над 13% од вкупниот број, а најмалку во март, околу 5%. И на државно ниво се бележи намалување на венчавките. Според податоците на Заводот за статистика, во 2014 во споредба со претходната година имало 1,2% помалку бракови. Просечната возраст при склучување на брак е 26 години за невестата и 29 за младоженецот. За сметка на помалку брачни заедници зголемен е бројот на разводи, и тоа за 8%. Податоците покажуваат дека минатата година на гостиварското подрачје се родиле 828 бебиња, од кои 80 во вонбрачна заедница. Градоначалничката на општина Тетово, Теута Арифи, која пред тоа беше вице-премиер за евроинтеграција, признава дека општините низ Македонија немаат доволно капацитет за да ги искористат фондовите на Европската Унија. Иако долги години постои можност да се користат парите од Европската Унија, локалните самоуправи немаат соодветно искуство во оваа област. На оваа тема говореше Арифи во интервјуто за телевизија КИС. Градоначалничка бевте вице-премиер за евроинтеграција. Колку тоа искуство помага сега како градоначалник да работите во сферата на евроинтеграциите? Најверојатно како локална самоуправа најмногу може да се работи во ИПА фондовите. Какво е искуството, дали може да се користи, значи, воопшто искуството? Секако дека секој искуство е добре дојдено и мислам дека за мене е додадена вредност токму тој момент. Не само за мене, току и за мојот тим, имајќи го предвид фактот дека добар дел од мојот тим, значи кој дојде со мене, работеше токму, значи во дел од оваа проблематика и е многу битно, значи да можете да се снајдете во целата таа процедура.
Јас мислам дека како општина сме една од општините која има многу солидна користеност на ЕУ фондови и меѓународни други проекти. Само треба да се има предвид фактот дека значи општините директно можат да се пријават само во една компонента од ЕУ фондовите, значи од 5 компоненти кои се на располагање на Република Македонија, само втората е отворена директно за општините. Тоа е компонентата за прекугранична соработка. Додека за другите останати 4 компоненти општините ќе мора да користат, значи тоа да одат со проекти преку централната власт. Значи додека само едната компонента е можна, отвара можност директно општините да аплицираат. Колку е важно политичкото искуство или пак повеќе е важно вака како општината, тоест луѓето ги споменавте дека доаѓаат од вашиот тим од владата, значи дали е побитно да се работи, да се има искуство во проектен менеджмент и такви слични проекти? Да, битно е, значи нормално, битно е политичкото искуство и нормално и врските и мислам во коректен начин контактите што ние сите ги имаме, например, ние реално имаме многу добри контакти, значи и со канцеларијата на Европската унија во Македонија, но исто така и директно значи во Брисел, имајќи ги предвид сите тие директорати кои работат на прашања поврзани со локален развој. И нормално, сето тоа нема да ви заврши работа доколку немате луѓе кои ќе можат да ви пополнат документација за пријавување, значи во овој тип на програми, што не е секогаш многу проста работа. Дали има тековни проекти, дали има завршени и идни проекти? Значи, ние имаме 2 тековни проекти од прекуграничната соработка со Албанија, тие се постари повици, кои се во реализација. Едниот е со општина Кошча, значи за проект за развој на театар. И вториот проект оди со општина Елбасан за отварање на туристички информативни точки, значи во двата града. Најавен е уште еден повик, значи вие се пријавувате со проекти на повици. Најавен е за септември нов повик за прекугранична соработка со Албанија и ние спремаме исто така, се спремаме таму и како регион и како општина, за да работиме пак со општина Елбасан, значи еден проект во врска со еколошките прашања, што мислиме дека се битни за двата града. Значи општина Тетово може да конкурира на повиците за прекугранична со Албанија и прекугранична со Косово. За оваа година уште немаме најава кога би бил пријавен повикот за Косово, но доколку има објава од тој повик, ние веќе спремавме проекти за пешачки патеки во текот на Шарпланина, што мислиме дека би бил добар проект со некои од косовските општини до границата. Која е можноста да се работи некаков проект во инфраструктурата, поготово во оние области каде што Тетово има, да речеме, најголеми проблеми со загадувањето, со бездомни куќиња, водоснабдување, обновување на водоводна мрежа? Значи, европските проекти за кои се однесуваат на прекугранична соработка не покриваат инфраструктура. Значи, но ние исто така искористивме можност да преку значи помошта што Македонија ја добива преку една од компонентите кои се отворени за државата и за владата, не само за нас. Заедно со Битола и Струмица, значи станавме третиот град каде што веќе заврши припремањето на документацијата за пречистителна станица на нечистите води за целата општина Тетово. Тоа е еден проект кој веќе фазата на програмирање го завршивме
така да еден проект кој е вреден повеќе од 20 милиони евра и што дефинитивно ќе го реши проблемот со нечистите црните води, значи на цела општина Тетово. Тоа е веќе голем проект, инфраструктурен проект кој ние го добиваме, како што реков, преку процедурите кои ги правиме заедно со Министерството за екологија. И во овој проект се вклучени 3 града, значи Тетово, Струмица и Битола. Исто така, ние сме корисници на програмата ТАЕКС. Програмата ТАЕКС е исто така програма на Европска Унија за овозможување на администрацијата да престојува 3 до 4 дена во Брисел, во директорати, за да може што повеќе да се пренесе искуство. До сега ТАЕКС програмата ја имаат искористено 13 членови на нашата администрација кои веќе беа во Брисел и што мислам дека ние со тоа темпо ќе продолжиме и понатаму. И исто така имаме многу други билатерални проекти, но тоа не се дел од прашањата што сега вие ми ги поставувате, значи билатерални проекти како што се Матра Патрол проектите со Холандското Министерство за надворешни работи или други билатерални проекти кои ни се финансираат тука. Колку во регионот се користат ИПА фондовите, мислам на останатите општини, дали заеднички може нешто да се направи? Да, значи како регион, ние исто така таму малку зајакнавме за да можеме да исто така конкурираме. И во повикот, значи следниот, како што реков, што се спремаме за прекогранична со Албанија, имаме 2 проекти, еден како регион и еден како општина, затоа што е многу битно и целиот регион и другите општини да се вклучат и да користат, да имат поголема користеност од овие проекти. Општо, колку ваквите проекти на граѓаните ќе му возможат условно европеизација, да ги стекнат, да ги запознаат пред се тие стандарди? Многу е битно. Например, ние наши 3 училишта успеа да се вклучат во Ерасмус проектите за размена. Пред крајот на школската година имавме 15 ученици од нашето средно медицинско училиште кои беа, например, во Мадрид цели 3 недели во рамки на Еразмус проектот. Сега исто така уште 2 училишта ги вклучуваме. Значи, јас мислам дека не е баш мала работа да може да што повеќе граѓаните се запознаваат со Европа и со нејзините вредности. Мислам дека ние сме ориентирани кон тоа како општина. И да имаме кредибилитет и имидж на општина која може да се носи со тие процедури најпрво, но исто така и граѓаните тоа го чувствуваат. Во текстите со овие евроинтегративни процеси подолги години, меѓу се зборува дека искористеноста на ИПА фондовите е ниска, тоест би можела да биде поголема. Сметате ли дека ќе се зголемува во текот на годините? Значи, искористеноста на ИПА фондовите во нашата земја и во регионот во целина не е како што би требало да биде и тоа не е добра работа, затоа што тие се фондови кои ви се гарантирани, но од вас зависи дали можете да ги повлечете. Јас мислам дека нашите предолги административни процедури понекогаш, тактизациите, несериозното однесување кон овие фондови апсолутно прави помала искористеност, што не е добро за граѓаните, пошто тие се крајните бенефитори, значи од овие фондови. Тоа треба да се подобри, но за тоа треба силна организација и силна политичка волја. Може ли на локално ниво нешто да се направи? Повеќе. Значи, на локалните администрации, според тоа што јас гледам, во целина имаат послаби административни капацитети. За да можат, значи, да работат на овие прашања, треба тука малце повеќе да се инвестира во градење на администрација која ќе биде компетентна да може да работи на овие теми.
Српските полицајци ги враќаат мигрантите назад во Македонија. Групи мигранти на самата гранична линија велат дека се принудени да се вратат назад, бидејќи српските полицајци не дозволуваат да влезат во Србија и ги бркаат во Македонија. Поради високите температури кои ја зафатија Македонија деновиве, возовите полни со мигранти се потешко пристигнуваат на својата крајна дестинација на граничниот премин Табановце. Машиновозачите се принудени по неколку пати да застануваат по пат. Дневно од Гевгелија пристигнуваат по 3 специјални мигрантски возови. Топлото време ќе продолжи во текот на утрешниот ден, како и во понеделник, кога се очекува целата територија на земјава да биде зафатена со температури кои ќе го надминат 40-тиот степен. Зрачењето пак ќе биде во опасниот индекс 9. Регионот на Охридското езеро, но и Преспанското езеро денеска се зафатени од жолта алармантна фаза. Тоа значи топлотен бран со екстремно високи температури кои надминуваат и 40 степени, како и висок индекс на УВ зрачење, јавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Сите тие кои се наоѓаат во тие предели, особено тие кои се решени денот да го поминат на плажа, треба да избегнуваат директно излажување на сонце. Тоа може да предизвика изгореници на кожата, но и топлотен удар. Надлежните веќе препорачуваат да не се излегува на сонце во периодот од 11 до 17 часот, да се конзумира само лесна храна, како и многу течности, да се носи тенка облека со светли бои и постојано да се пие вода, за да не дојде до дехидрација. Меморијален турнир во кикбокс во организација на кикбокс клубот Тетово ќе се одржи утре во спортската сала во Брвеница. Кикбокс клубот Тетово организира меморијален турнир во кикбокс во знак сеќавање на Миле Богатиновски мастиче кој ќе се одржи утре на 19 јули во спортската сала во Брвеница. Почетокот е закажан за во 13 часот. На турнирот ќе настапат клубови од Велес, Скопје, Охрид, од Тетово и 2 клуба од Прилеп. Борбите ќе се одбиваат во граплинг и кикбокс. За победниците следуваат награди. Хрватска се противи на барањето на Европската комисија секоја членка на Унијата да издвои средства за помош на Грција. За прв пат откако стана полноправна членка на Европската Унија, од Хрватска се бара да се приклучи на останатите заемодавачи и да издвои од буџетот околу 50 милиони евра за Грција. Тоа значи дека секој од 1,29 милиони вработени хрвати од својот джеб ќе мора да издвои околу 300 куни или 40 евра, кои ќе завршат во грчката каса. Барањето е дочекано во Хрватска со многу негодување. Пред се од министерот за финансии Борис Лаловац, кој најави дека ќе се спротистави на Европската комисија. Премиерот Алексис Ципрас направи реконструкција на владата. Тој ги отпушти од владата припадниците на левото крило на својата партија кои го отфрлија новиот пакет за штедење. Заменети се со 10 членови на политичкото раководство во Атина. Меѓу нив се и министерот за енергија и екологија Панајотив Лафазанис, како еден од најжестоките критичари на предложените мерки, како и заменик министерот за социјални теми Димитрис Стратулис. Двајцата министри важеа за предводници на левото крило на партијата на Ципрас. Тие покрај спротиставувањето за мерките за штедење и приватизација се залагаа за излез на Грција од еврозоната. Пожарникарските екипи продолжуваат со гаснење на 59 шумски и 99 пожари во урбаните области во Грција. Грчката полиција денеска во Атина уапси 2 лица, едниот грк, а другиот бугарски државјанин, под сомнение дека случајно предизвикале шумски пожар, кој се прошири кон североисточните предградија на главниот град на Грција. Едно лице загина од огнената стихија откако пламенот стигна во предградие на Атина. Десеттици семејства беа принудени да ги напуштат своите домови бегајќи од огнот. Над 100 луѓе, меѓу кои деца, загинаа вчера при експлозија на автомобил бомба која била поставена во преполн пазар во Ирак. Силната експлозија срамни со земја неколку згради во ирачкиот град Каан Бани Саад, кој се наоѓа на 30 километри североисточно од Багдад. ИСИС ја презеде одговорноста за нападот и соопшти дека автомобилот бил управуван од бомбаш самоубиец и бил натоварен со 3 тони експлозив.
Големиот шумски пожар кој беснее во Калифорнија зафати и автопат. 20 автомобили горат, а сообраќајот е пренасочен во спротивна страна. Од пожарот досега покрај автомобилите изгореа и 5 куќи. За човечки жртви уште нема официјални податоци. Пожарот ја зафати целата линија на автопатот помеѓу Јужна Калифорнија и Лас Вегас. Францускиот возач на Формула 1, 25-годишниот Жил Бианки, почина од тешки повреди на главата со кои се здоби во текот на минатата година на трката во Јапонија, потврди неговото семејство. Младиот возач на кобниот 5 октомври на трката за големата награда на Јапонија со голема брзина удри во кранот крај патеката, кој го отстрануваше болидот на Адриан Зотил. Веднаш беше префрлен во болница, но поради сериозноста на повредите, докторите го ставија во вештачка кома. Иако во еден момент неговата состојба почна да се подобрува, излезе од кома и почна постојано да дише. Бианки до последниот ден остана без свест. Денес имавме сончево и многу топло време. Утринските температури се движеа од 16 до 25 степени, а дневните од 29 до 39 степени. Утре исто така не очекува тропски ден, со сончево и многу топло време. Утринските температури ќе се движат од 19 до 28 степени, а дневните од 29 до 40 степени. Со информацијата за временската прогноза ги завршуваме денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и останете и понатаму со програмската шема на телевизија КИС. Пријатно!